Кучињата лаат, караванот си врви. Закажаните интерпелации во собрание воопшто не им ја поместија работата на членовите на судски совет. На денешната седница тие со полна пареа избираа суди и председатели на судови за цела држава. Засега не се знае дали Весна Дамева, Милјази Мустафа, Павлина Црвенковска, Селима Деми и Тања Чачарова Илиевска утре ќе се појават на седницата во собрание за да се изјаснат за нивните интерпелации. Првиот човек на судскиот совет Александар Камбовски не знае што ќе се случува утре, ниту дали некој од членовите ќе си поднесе оставка доколку им се изгласа недоверба од пратениците. Тоа е нивен избор, јас не можам во нивно име да ви кажувам и не знам кој од нив одлучил да оди и да го користи правото да даде да се обрати на собранието. Доколку некој одлучи, како што ви реков, ние тука ќе ја прекинеме седницата, ќе дадеме можност на колегата да отиде во собрание, да си даде таму изјава, па ќе го почекаме се врати назад и ќе си продолжиме со нашата работа. Додека членовите на Советот никого не фирмаат и цитираат по свое, партиите со спротивставени ставови за закажаните интерпелации. Брзањето со интерпелациите на петмината членови на Судскиот совет во услови кога се подготвува нов закон за ова тело, ги обелоденувало вистинските намери на власта. Од СДСМ жестоко ја оквалификуваа иницијативата на владеачкото мнозинство за интерпелацијата на членовите. Бахато, силеџиски сакаат и судската власт да ја узурпираат, да го инфицираат судството повторно со авторитаризам. На најгруб можен начин и би рекла на превратнички начин. СДСМ во предстојниот период јасно и недвосмислено ќе се спротивстави на овие насилнички и недемократски действија. Пратеникот од ВМРО ДПМН Драган Ковачки пак вели дека правосудството во Македонија мора да се ослободи од политичките стеги на СДСМ и ДУИ. Тој потсети на политичкиот ангажман на поранешната председателка Весна Дамева во СДСМ, а исто така и на незините претходници, кои ја сведоа до вербата на граѓаните во судството на само 2%. Злоупотребите кои се поврзани со СДС мора да се расветлат, а виновниците да се повикаат на одговорност. Судството е основа на правната држава и како такво не смее да биде подложно на манипулации и корупција. Ова е време кога граѓаните бараат одговорност, транспарентност и праведност од страна на правосудните институции. Членовите на Судскиот совет го искористија законското право и во рок од 15 денови по приемот на интерпелациите писмено му одговорија на собранискиот спикер Африм Гаши. Утре, според деловникот, се предвидува 20 минути за образложување на интерпелацијата од страна на еден од пратениците кои што ја поднеле и исто толку време за одговора од страна на лицето кому му се гласа доверба. Паралелно со интерпелацијата на петмината членови на Судскиот совет, македонската влада иницираше и постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски.